Добра вечер во 24 отворено. Сакајте ја правдата, суди и земни, со праведни мисли, мислете на Господа, барајте го во простотата на своето срце. Рекол последниот од трите цареви на Израелското јудејско царство, познат како Соломон. Соломонските решенија што ги нудел секогаш ја истакнувале правдата како начало на среќните. Можни ли се среќни решенија во македонскиот правосуден систем? Озлогласен, распарчен до крајни граници, во она што наназад со години ние го нарекуваме партизирано судство. Како да престанат големите неправди од кои произлегува и произлегуваат многу човечки болки. Вечерва на оваа тема во 24 отворено дебатираме во состав на искусни судии, екс-обвинители, професори и луѓе кои најдиректно ја почувствувале неправдата. Вечерва со нас во студиото на 24 отворено се Маргарита Цаца Николовска, поранешна судија во Судот за човекови права во Страсбур, сегашен уставен судија во Босна и Херцеговина, Јован Трпеновски, адвокат и поранешен јавен обвинител. Добро вечер и за вас. Добро вечер. Арта Билјали Зендели, универзитетски професор од Државниот универзитет во Тетово. Добро вечер. И Томислав Кежаровски, новинар, исто така добро позната јавноста по многу случувања во и околу судските настани. Во студиото на 24 отворено е и професорката од Универзитетот од Флорида, од Соединетите Американски држави, Џудит Скорфилд Меклафлан. Добре дојдовте во Македонија. Среќни сме што сте вечерва дел од 24 отворено. Малку подоцна штом се развија дебатата, ќе можеме да поразговараме и со вас за некои судски практики во САД, но и за она што се случува во Македонија. Интересен бекграунд имате. Сте биле дели од Белата куќа во времето кога Бил Клинтон имаше проблеми со специјалното јавно обвинителство, така да ќе споделиме различни искуства. Ви благодарам што дојдовте. Цаца Николовска, неколку дена од како стана јасно дека ќе има промена на власта во Македонија, случајно или не, може да се забележи малку поинаква перцепција во начинот на функционирање на судовите. Блокирани сметки имот на еден бизнисмен, на бизнисменот Кочан, како експресен одговор на барањето на СЕО што беше пред само 2 дена. Повеќе одлуки за притвор во врска со настаните во собранието, дури се подигна и она ниво на обвинителските акти од учество во толпа, стигнавме и до обид за убиство. Судиите се сончогледи или го почувствуваат духот на слободното одлучување? Прашањето е многу провокативно, особено во делот на одговорот дали се сончогледи или дојдоа до таква ситуација да веќе почнуваат да размислуваат на оној начин на кој што и порано требале да размислуваат. Во секој случај се гледа на некој начин еден исчекор во поголемото размислување на она што значи владење на право и она што значи барем во еден дел представа на едно независно судство. Мислам дека на сите ни е познато дека независноста е многу голем проблем во нашата држава, како од аспект на позицијата судија, така и од аспект на она што значи избор и понатамошно работење на лицето кое што е избран за судија. Во секој случај можеме да поздравиме една промена во оваа насока, меѓутоа тоа сигурно дека не е доволно од една страна, а од друга страна сигурно дека грешките што претходно се направени не можат на овој начин да се покријат или да се исперат. Значи, она што судиите се однесувале
условно речено неодговорно, а за тоа секако дека ќе има одредени процеси, одредени постапки каде што тоа баш ќе се утврдува, тие ќе си ја сносат одговорноста за едно такво постапување. Тие дале заклетва дека ќе судат по закон и устав, дале заклетва дека ќе бидат независни. Државата е во обврска да бира луѓе кои што независни и непристрасни судии ќе бидат и како такви ќе постапуваат. Сите погрешки што се направени во оваа насока ќе мора да се коригираат и ќе мора да постои одредена одговорност. Пред неколку дена прочитав една изјава дека Уставот би се кршел ако судиите кои што се избрани доживотно, сега кога би се разрешувале, би дошло до кршење на Уставот. Може за начинот на избор на судии да таа тема ќе секако отвориме многу набрзо, само за да ги вклучиме сите. Идејата ми е само да прикажам дека веќе се подготвува некој терен за да нема некаква одговорност. На сите треба да ни биде јасно дека одговорност мора да постои и од секогаш одговорноста била основ и стандард кој што меѓу другото ја овозможувал независноста и непристрасноста. Трпеновски, партизацијата на судството забележана во тефтерот на Прибе е можеби клучниот проблем во општеството, поради кој што настанаа многу проблеми. Од каде сега да се почне? Па јас мислам време да се почне од почеток. Ова кое што го рече колешката Цаца, практично сега ќе треба да се утврдува во еден други амбиент, кој што одавна го чекавне, кој амбиент ќе даде можности да се изврши преиспитување на оно кое што досега било присутно во правосудството, а било присутно една партизираност, една необјективност и донесување одлуки кои што навистина ствараја едно сомнение дали навистина тој е резултат на доказите кои што се нудат во постапката која што ја води прво јавниот обвинител, а после и судот. Мислам, тоа треба да се трне со една анализа. Што беше досега сторено, кои беа проблемите, дали проблемите се резултат на некоја објективност или се резултат на некоја субјективна слабост и во колка мера имало влијание партиската определеност, односно политиката колку била навлезена во судството. Дека политиката беше присутна во судството, мислам, тоа не треба многу да се образлага, затоа што бевме сведоци на постапки и на одлуки донесени кои што навистина човек да се праша дали имаме ние независно судство, дали судството сака да утврди една реална вистина и дали сака да го примени законот така како што практично е прописано. Што значи би се вратил на она првото кое што ме прашавте. Реков од почеток. Од почеток мора да се направи анализа за носителите. Толку песимистички изгледа кога ќе речете од почеток. Толку е сверуинирано во системот на правосудството што мора да се стартува од некои основи. Јас ако велам од почеток мислам да се направи едно генерално согледување на кадрите кои што се носители на правосудната функција и од тоа да се изврши едно согледување кои се слабостите и на каков начин сакаме сега ние тоа да го решиме. Да не забораваме дека во судството и во обвинителството, не ги здовам, има кадри кои што навистина покажа дека си е сакат професијата, го знаат правото, меѓутоа беа покриени со влијанието на политиката, односно на извршната власт. Билја ли дели одвојување на правниот систем од дневната политика? Може ли кон тоа да стремиме во периодот пред нас? Добро. Долго време, особено овие последните 10 години, политиката беше навлезена во сите сфери на правниот систем и уште повеќе не само на судиите кои што судеа разни предмети, туку сведоци сме на разговорите кои што беа од прислушкуваните разговори дека
врз одредени луѓе се влијаеше уште прети да станат тие судии и што можеме да очекуваме од такво судство. Ние све сме имале, ама мислам дека само судство не сме имале. Ја не знам кои се вашите гости овде, но на младите да им кажеш дека вака треба да функционира судството и вака треба да постапи јавниот обвинител во ситуации кога продираат на секаде најразлични индиции кои што лесно може да се претворат во докази, а јавниот обвинител го немаше никаде, зборувам за почетокот на објавувањето на прислушуваните разговори. Мислам дека не само јас како професор по казнено процесно право, туку и многу други професори и многу други студенти по право во тие моменти само размислуваат за што зборуваме, за што зборува професорката. Мора да се раздели дневната политика од судскиот систем, инаку ќе останем, инаку подобро да ги нема овие судови. Подобро сите лица кои што сторуваат кривични дела, каде што е вмешана политиката, да се судат од некој друг орган, а не од постоечките судови. Јас сум оптимист и ја гледам дека има луѓе и во судовите редовните и во обвинителите и во обвинителствата, извините, и секогаш ова и во други емисии го велам дека има таму луѓе кои што ја сакаат работата, како што кажа и другиот гостин, меѓутоа тие треба да се остават да си ја вршат работата. Ако може еден судија да суди перфектно за еден деликт, например, што се случи во патниот сообраќај, да ги собере сите докази, истиот тој судија, значи за кривично дело, не за прекршок во патниот сообраќај, истиот тој судија ако добива предмет каде што има некоја политичка особина, тој не може ништо да прави. Мислам дека тоа не е во ред и зборува дека судството функционираше долго време по двојни стандарди. Немавме избалансирано судство, значи секогаш кога ќе се појави некој момент малку попровокативен, тие вообичаените стандарди како да мируваат и оставаат простор за другите Политиката стандарди. Политиката е исклучителен виновник за тоа или интегритетот на судиите не беше на завидно ниво? Сега, јас мислам дека треба да гледаме на ситуацијата од озгора. Најпрвин судскиот совет има одредена вина во тој правец, бидејќи судскиот совет представува модерна институција која што требаше да го унапредува судството во Македонија. За жал, под влијание на политиката, тој не го направи, не ја одигра убаво улогата која што му беше доверена на судскиот совет. После се и судиите. И судиите кои што дозволија да бидат киднапирани или да бидат заложници на политиката до таа мера, што сите веќе све сакаме да бидеме само судии, не. Да, благодарам. Кежаровски, познат ви е судскиот систем, како новинар се занимававте со него и се уште се занимавате, но од него и настрадавте. Како да не ни се повторат во иднина тие злокобни грешки во системот? Мене ми се случи нешто што колку и да се обидувам да сакам да го заборавам, и јас многу пати велам дека навистина немам право да го заборавам она што мене ми се случи. Длабоко во не имам чувство на спроведување на селективна правда. Како велите за да направиме да не се случи тоа, да не се повтори да на некој друг таа неправда? Тоа е само начин доколку судиите, доколку обвинителите навистина го работат тоа што треба да го работат и доколку судиите не се нечии послушници, туку го работат она што навистина и тие треба да го работат. И јас порано во судницата бев сведок многу пати, зборам во едно друго време, кога судијата буквално го отфрлаше обвинението. Па тие листовите се расфрлаа по земја, само заради тоа што тоа обвинение апсолутно не беше подкрепено со докази. Сега имаше еден систем би рекол до неодамна, каде што доколку се доволно беше во државата да се замерите со еден обичен полицаец, тој да ви напише пријавата да биде прифатена од обвинителот да ја процесуира и притвор да заврши и се. Доколку се врати професионалниот пристап на сите поединци во правосудниот систем, ќе имаме навистина средена држава. Знаете, јас тврдам и сметам дека сите кои сториле кривични дела без оглед кој да е, треба да одговараат.
Затоа што само така може да дојде до задоволување на правдата и на вистината. И во таква Македонија ние можеме да живееме. Во Македонија во која сите до еден ќе се чувствуваме безбедно. И безбедно и сите до еден ќе бидеме на исто рамниште. Ако да ви кажам, не сакам да звучи тоа грубо, јас на пример гледајќи ги овие снимки до Нови век или она што претходно беше со првите тие случувања во специјалното јавно обвинителство околу, фактички тамо немаше приведување, тамо судот ги молеше осомничените да дојдат на разговор или обвинетите да дојдат на разговор. Не барам реваншизам, само барам еднаков третман. Ако постапката на обвинителот во мојот случај или во низа случаи како мојот беше да не апсат од дома, да не приведуваат со камери, со ова, со она. Знаете како е? Се чувствувам не понижено, него како граѓанин од втор ред. Зошто јас или зошто ние да бидеме на тој начин така жигосувани, а некој заради тоа што е политичар или е близок на политичарот, извршувал негова наредба или не знам што, да биде... Но еднаквиот третман на кој што сега се повикуваме, може би точно води кон она што сега го рековте, реваншизам. Дали од тоа треба да побегнеме? Па јас искрено не сакам реваншизам. Меѓутоа, од друга страна па велам, за да тој разбере, може би подобре малку само да почувствува на своја кожа како изгледа, за да во иднина разбере што тој правил на низа други луѓе. Да, Цаца Николовска, овие двојни аршини во судството што се преминуваат создадува многу гнев кај луѓето, кај обичниот народ. Нема правда, нема мир, мислам беше еден слоган кој што одбележа наназад 2 години. Како до еднаков аршин? Прво, не е наназад 2 години. Селективната правда зборувам за протестите кои ќе одбележаат, инаку не зборувам за судството. Затоа е јасно дека е многу поназад. Па, со самиот тој факт што години наред ние добиваме негативен извештај од страна на меѓународните организации, зборувам организации, пошто повеќе организации не е само Европската комисија, укажува дека има големи проблеми. И што е најважно, селективната правда секаде е детектирана. Значи, нашите последни говорници зборуваа за кривичното право, за кривичниот дел. Ја ќе ви кажам дека има многу луѓе кои што од граѓанско правен аспект се до таја мера оштетени да немаат средства да живеат. Тоа е исто така дел на судството кое што не е независно и не е непристрасно. Сакате да кажете, постојат многу луѓе кои што воопшто не ги познаваме, а се соочени со тие неправди. Апсолутно, и тие луѓе имаат страв да го презентираат својот случај. Јас можам да ви кажам, од она што се случи во собранието, луѓето се окуражија многу во Институтот за човекови права. Секој дневно звони телефонот нон-стоп и бараат луѓето помош како да дојдат до правда. Дали тоа да биде пред Европскиот суд за човекови права, дали тоа да биде со обновување, повторување нешто на постапките кои што кај нас се завршени. Ова само ми укажува дека бројот е многу голем и дека не станува збор само за кривично-правниот сегмент во делот на владење на право и во делот на она што значи фер постапување, она што значи постапка каде што судијата ја води постапката. Колегата спомна порано како било и што било. Јас ќе ви кажам дека во текот од 96-та година, кога се основиваше Друженијето на судии на Република Македонија, ние бевме тестирани од меѓународни експерти и тие дадоа оценка дека тогаш Македонското здружение заслужува да стане рамноправен член
во Интернационалната асоциација на судии. Меѓутоа, една година ние бевме као посматрачи, observers, за да може таа оценка да биде направена. И таа оценка беше во насока дека постои независно и непристрасно судство во Македонија. Сега наназад ние имаме цело време негативна оценка. Може ли овие случувањата во собранието и начинот на постапување сега да бидат пресвртна точка од која што понатаму ќе се тргне кон воспоставување на систем на правда доследен и според стандарди кои што треба да бидат? Па ја мислам дека е време веќе во Македонија да почне да се преоценува работата на судиите, па и изборот на судиите, не само заради тоа што се случи тоа што се случи, туку заради тоа што навистина постои потреба тоа да се направи. Во одреден дел на земји во нашето окружување веќе е почнат тој процес без да настанат вакви ситуации. Ние имаме одлука на Венецијанската комисија, тоа е еден орган во Советот на Европа, кој што на некој начин оценува колку одредени закони се во согласност со европско уставните стандарди и тој утврдува дека оној закон кој што е, како пример, во Албанија донесен за така наречено ветинг или за прочистување на судиите, е во согласност со стандардите и дека мора такво пречистување да се направи. Нормално е дека постојат услови, нормално е дека постојат начини како таа проверка ќе се прави и ја мислам дека во Македонија е многу одамна стигнато такво време, меѓутоа сега да се надеваме со сите овие промени кои што веќе се започнати и за кои што не може да има застанување, може само да се оди напред, дека таквото нешто ќе се случува и во македонското судство и обвинителство, па и ако сакате би додала и кај адвокатите и кај нотарите, извршителите, зашто сите тие се на некој начин единки кои што на еден или друг начин знаеле да делуваат во оневозможување на владење на правото. Да, благодарам. Пред ден-два поранешниот премиер и веројатно идниот премиер дадоа изјави на тема судство, па предлагам во оваа насока да ги погледнеме како би можеле понатаму да ја продолжиме дебатата за тоа како ќе се бираат судиите. Ние докажавме дека нема правна држава во Македонија. Се е конекција на екзекутива или извршно тело на извршната власт и политичките мокници во државата. Ветивме и чиста ни е состојбата со оваа прашање. Распуштање на судството и правосудството и негов реизбор, каде што политичарите ќе ги тргнат своите раци и влијанија за да се постават експертски, согласно најдобрата европска пракса, како што тоа е направено во многу земји, кои што денеска се блиску до Европската унија или веќе се членки на Европската унија. Само на тој начин ќе штрепат политичарите, ќе знаат граѓаните дека има правда ако се правични и никој повеќе нема да одговара, а невин да биде. Секој што ќе се огреши од законот има да одговара, законот ќе важи еднакво за сите, правото и правната држава мора да бидат императив ако сакаме да бидеме земја целосен аспирант за полноправно членство на Европската унија и НАТО. Јас очекувам ефикасни, честни и независни судски пресуди кои што ќе се однесуваат за мене, за социјалдемократи и за сите во Македонија, согласно тоа кога ќе биде утврдено дека некој украл пари, дека на незаконски начин го стекнал капиталот или парите, по закон тоа се конфискува. Штом ќе биде првото враќање во буџетот, брочаникот ќе се појави на триумфалната капија. Многу е јасно. Од авион се гледа дека идејата е да се направи прво заплашување на судиите, а веројатно во глава има и некаква промена со цел да се заштити себе си од постапките кои се водат против него. Под плаштот дека сака да направи реформи, всушност сака во најмала рака да ги заплаши судиите, а доколку има некаква можност и да направи некакви промени за да неговите пријави кои што се полни со докази
да останат нерешени или пак да бидат решени во негова полза. На секому во државата му е јасно дека тоа е идејата кога станува збор за така наречените реформи во судството. Како што кажав, инспирирани се од желбата да се стопрат личните постапки кон нив, како прво, и како второ да завладеат повторно со судството од партиска позиција. Тоа не смее да се случи во Македонија. Прво, реизбор на сите судии е невозможен, затоа што законот за судии е двотретински. И ВМРО ДПМН сигурно нема да се согласи за реизбор на судиите. Значи, таквото нешто нема да се случи. Второ, секоја друга замисла да се става партиска капа, партизирање на судството од страна на СДСМ, ќе најде една жестока реакција кај ВМРО ДПМН, а верувам дека тоа ќе биде и кај граѓаните. Не е во ред секое мнозинство во налет на доаѓање да менува судии, да заплашува судии, да се заканува со реизбор на судии, за да се остварува своји цели, да ги заплашува судиите и на тој начин да издействува некакви одлуки во судството што тие ги посакуваат во своји кога направиле одредени кривични дела и сакаат тоа да помине без казна. Добро, ги слушнавме изјавите на Груевски и на Заев. Арта Билјали Зандели, нема да ви поставам прашање, ќе ве замолам да искоментирате. Добро, да се надеваме дека првиот ќе преовладее и ќе имаме независно судство, непристрасно судство. Но Груевски збореше дека првиот сака да направи партизирано СДСМовско судство. Не, јас зборувам тоа што го слушнав. Првиот сака значи да има реформирано судство и има некакви најави за реизбор на целокупниот судски систем. Сега, како тоа ќе се спроведе во Македонија, ја не знам дали има некој правен акт кој што тоа го дозволува, но најверојатно имаат предвид измена на закон или нешто, некоја нова законска одредба, дополнување, за да дојде до целосен реизбор на судството. И ако дојде до целосен реизбор на судството, јас мислам дека треба да се прочисти првин. Тоа треба да рефлектира со прошистување на судството и на судиите, лицата кои што го носат епитетот суди или се во тие позиции да судат за судбината на другите луѓе. Тоа е доста сензитивна работа и мора тие луѓе да одат по, ако например нивниот избор е дискутабилен досега како што беа избрани, мора да поминат некои филтри, како што например јас се согласувам процесот на ветинг во Албанија, таму сите јавни функционери треба да пополнат по 3 образци, 3 формулари, тоа е еден за имотот. Пополнувањето за имотот и не представува некој проблем и ние пополнуваме, сите кои што се носители на јавни функции пополнуваат и поднесуваат формулар за имотната состојба. Другиот формулар е за нивната врска или нивната поврзаност со одредени лица кои што се поврзани со организиран криминал, кои што се докажува, например, со видеоснимки, фотографии, сведоци, разни подароци, услуги извршени. И третиот формулар е, значи, ако имаат некоја допирна точка поврзана со тие луѓе, стануваат неприфатливи. И третиот формулар би било за оценка на нивниот професионален кредибилитет. Дали се способни да ги вршат работите кои што произлегуваат од судската функција. И таму, например, има по пополнувањето на овој формулар и по поминувањето на одредени комисии, може да бидат значи одликувани како неспособни со недостатоци и способни. Тие што се со недостатоци поминуваат после некој курс за да станат способни, на неспособните им мирува им се разрешуваат од функцијата и така натаму. Инаку Како сега во оваа констелација, бидејќи имаме судии што се избрани, тие имаат доживотен мандат. Еве, може Трпеновски да се вклучи и како би одел реизбор на судии кога веќе имаме судии? Ќе чекаме природен одлив на пензионирање на судии за да бираме нови или? Не, јас тоа реков на почеток, ја не знам дали има правна можност да се направи целосен реизбор на судиите, меѓутоа сигурно тој што помислува на тоа има некоја идеја да врши некоја измена на законот, дополнување на некоја законска одредба. За сега не сум сигурна дека има таква можност. Без законски и уставни измени тоа не може да се деси. Трпеновски? Да. Јас мислам дека не би требало генерален реизбор да има. Зошто така мислам?
Прво генерален резбор имаше кога се промена општествено-политичкиот систем во Македонија, кога од социјализам преминавме во повеќе парламентарна демократија. И нормално требаше тука затоа што идеологијата беше основ за назначување на носителите во правосудството, покрај стручноста. Меѓутоа тоа не беше проблем затоа што практично една политичка партија и носителите на јавните функции по правило беа членови на политичката партија. Тако беше системот. И тога нормално се бараше генерален реизбор, али основно беше да се оценува квалитетот и претходното постапување на судите и на јавните обвинители, дали тие го применувале законот, дали биле под влијание на политиката и крајно дали објективно одлучували или пак повеќе бил присутен субјективизм. Сакате сега да се преслика еден таков модел? Јас сега мислам оти не би требало генерален реизбор. Зошто? Затоа што треба да се направи оценка на носителите на правосудната функција, како се однесувале во ова време, кое што сакаме ние да го заборавиме. Ама кој ќе ја направи таа оценка? Тоа може да се направи со еден орган кој што на судскиот совет сигурно не. Него треба некое независно тело, али тоа ќе бара повеќе време. Меѓутоа мора да има прочистување, како што рече колешката. Сега кој треба да го направи прочистувањето? Може некој ад хок тело, али составено од лица кои што навистина го знаат судството, го чувствуваат судството, кои што мора да бидат објективни и кои што за секоја промена, односно за разрешување на одреден носител на правосудна функција, треба да дадат образложение, да го убедат и кандидатот, кој што треба да престане со вршење на функцијата, дека тоа е практично резултат на претходното постапување, односно несоодветното постапување и погрешната примена на законот. Меѓутоа, како вие речете адхок тело, ние со адхок тела си немаме многу добри искуства како Македонија, прво. Второ, кој ќе го оформи тоа адхок тело и каква надлежност има тоа да одзема или да оценува судите? Стварно не ми е јасно на кај цели ова ваша дебата. Процесот на решавање на проблемите во судството ќе биде долготраен. Не може да биде одена затоа што прво формирањето на парламентот, работата на парламентот и адхок телото ако се формира треба да биде да помине из парламентарна процедура. Така да со формирање на телото нормално ќе треба да се донесе еден законски или подзаконски акт каде што ќе се строжно определи начин на работата и практично на кој начин ќе се врши преиспитувањето на квалитетот на работата. Зошто го велам? Велам затоа што треба и самиот носител на функцијата да осети дека реперкусијата која што се предлага према него е резултат на неговото несоодветно постапување во едно време кое што сакаме да го заборавиме, како што реков. Затоа, ако се оди со генерален реизбор, тога секој ќе се стави во категоријата да, јас сум жртва на генералниот реизбор, а не жртва на сопствената нестручност или на сопственото прифаќање на влијание на политиката. Добро, Николовска, реизбор, адхок тело или како да дојдеме до попрофесионални судии? Значи, има многу работи за кои што би требало да се зборува. Мислам дека вечерва нема да можеме да iscrpиме целосно темата. Меѓутоа, јас би се вратила само на одредени точки, каде што одредени судии биле разрешувани заради нестручно, непрофесионално, неквалитетно работење. Тоа е нешто што уште денеска може и постои можност да се одмерува и да се прави. Друга работа е како ќе се однесуваат луѓето кои што тоа го гледаат и луѓето кои што на некој начин тоа ќе го мерат. Колегата Трпеновски е во право што вели дека ова е долг процес. Не може одеднаш се да се заврши. Ова што го кажав за стручно, несоодветно, неквалитетно, непрофесионално постапување, ние имаме случај каде што колегата Јордан Митриновски како председател на апелационен суд е разрешен за такво однесување. Имаме случај кај колешката Дума, која што е исто така разрешена по тој основ. Снежана Попчевска,
да не ги редам, има многу суди кои што се така разрешени. Тоа значи дека мандатот што е доживотен не значи дека таков мандат може да обстане до целосно поминување на или извршување на функцијата. Овие луѓе, ја што ги спомнав претходно, тие имаа постапки пред Европскиот суд за човекови права, тие луѓе ги добија тие постапки, каде што судот утврди одредени неправилности во независноста, во непрофесионалноста на оние луѓе кои што ги иницирале постапките за нивно разрешување. Тоа значи дека се уште постои можност на еден соодветен начин да се врши оценка и проценка на тоа колку тие луѓе кои што се суди заслужуваат да бидат суди. Има голем број на елементи и на стандарди кои што тоа ќе го покажат. Преку судскиот совет? Во моментот судскиот совет е орган кој што теоретски гледано е орган кој што врши избор и разрешување на суди. Од друга страна, ние имаме уште еден орган кој што Совет за факти, кој што исто така врши одредена оценка и ја поднесува иницијативата до судскиот совет. Во колку постојат елементи за правилна оценка на работата на судиите и од едниот и од другиот орган, може и тоа да се случи. Во колку таквото однесување го гледаме и во членовите на судскиот совет и во членовите на Советот за факти, и тие се подложни на разрешување. Еднаш избран не значи дека не може да биде разрешен, тоа е она што се обиде поранешниот премиер да го прикаже, дека тие нема да дозволат реизбор. Но тој рече дека и одговорот на народот ќе биде жесток. Одговорот на народот, ја не знам колку ќе биде жесток, кога има народ кој што е многу незадоволен од судските одлуки. Ние повторно ќе речам, немаме време. Институтот има вршено анализа, каде што ја третира довербата на судиите. Тоа се катастрофални оценки. Ќе се вратам на оценките на ОПСЕ, кои што се направени во почетокот на владењето на оваа власт се уште. Тамо исто оценките за довербата во судството се многу лоши. Таа недоверба продолжува. Кој народ ќе излезе за да се буни за независно судство, или ќе излезе оној народ кој што повторно ќе биде изманипулиран и да зборува за унитарно, за федерализам и слично. ВМРО ДПМН не може да го заштити од судските пресуди сега, као што видовме, односно од овие притвори што се случи. Во колку законите правилно се применуваат, а има можност тоа да се оцени. Затоа ја и ги спомнав предметите пред Европскиот суд за човекови права. Тие грешки мора да бидат на овој или оној начин отстранети. Прашање е како државата ќе влезе во разрешување на тие проблеми. Постои исто така друго тело во Совет на Европа. Постои, ја спомнав, Меѓународната организација на Сдружение на суди. Значи, може да се бара на некој начин и некоја помош за да се применат некои други меѓународни стандарди. Ние имаме судски совет каде што е прашање како е тој судски совет избран. Во насока на јакнење на довербата, прво тука треба да се почне и да се провери што тие можат да направат или што тие правеле и работеле. Ние и тука имаме услови и критериуми кај што може нивната работа да биде оценета.
преку транспарентноста, преку отчетноста, преку ефикасноста и така натаму. Имаме ние состојби каде што нивната работа може да се оцени. И во една таква ситуација, зашто да не може прво тамо да се почне и поднатаму да се применуваат оние услови кои што треба да бидат важни за сите суди. Не може еден судија да стане судија од основен суд да дојде во врховен суд. Во времето кога се бираа судии, исто на ваков начин... Мора да има логичен напредок, сакате да кажете, на кариерата. Тоа е мерит систем. Значи, уште во тоа време, помладите колеги не помислуваа да поднесат, ова е најдобро за младиве слушатели овде, да поднесат апликација за избор на повисок судија, повисок суд, ако постојат постари колеги во тој суд. Имаше ред. Сега нема ни ред, ни поредок. И затоа сме ние дојдени до оваа ситуација ваква каква што е. Добро. Кежеровски, па да, сака само да прецизирам дел од прашањето. Во голема мерка кај нас судството, значи, директно е во таа спрега на бизнисот, политиката и судиите. Може ли да се раскинат овие спреги со еден ваков генерален реизбор кој што никој нема точна идеја како ќе се случи? Да не спомнувате генерален реизбор, заради тоа што тој генерален реизбор се врзува за оној генерален реизбор 2006. Да, тогаш тој генерален реизбор се вршеше заради тоа што имаше промена на структурата на судството. Ние тогаш веќе ги немавме стопанските судови, немавме судови за здружен труд, прекршоците влегоа во основните судови. Значи, тогаш имаше промени каде што не можеа тие истите судии да останат или да влезат во друг суд без да претходно се направи еден таков реизбор. И заради тоа секоја компарација со тој генерален реизбор што се прави е несоодветна. Сега треба да се испитува фактот на професионалност, на квалитет, на независност и на непристрасност. Непристрасноста не мора да значи и независност. Пораката на Европскиот суд е дека правдата се остварува, меѓутоа таја треба да се види дека се остварува. Во овој дел тука, каде што треба да се види дека се остварува, има многу стандарди и елементи кои што можат да бидат испочитувани за оваа намена. Јас, значи, во целост се слушам со изјавата, со делот на изјавата или со целата изјава на господинот Заев, кога вели дека правото и правната држава мора да бидат императив за сите нас. Значи, јас сум за тоа да не постои, пак ќе речем, селективна правда. Велите дали може да се раскинат тие односи? Да, ако се сака. Пред малку господинот Трпеновски спомена едно нешто, дека доколку некој од судиите биде сменен, тој ќе се почувствува како жртва на тој реизбор. Не би се сложил со тоа дека, да, тој ќе се почувствува, меѓутоа, господин Трпеновски, знаете што имаше случај, јас преку мојот пример, верувам дека има стотици такви примери, во случајот кога обвинителот ви се заканува дека ќе ви го растури семејството, дека ќе ве остави без леп, на таков обвинител местото не му е во правосудниот систем. Замислите, пред присутни обвинети адвокати, дури и судиите, обвинителот се обраќа кон нас и вели: ти кажи дека Кежаровски ти дал пари, или кажи дека си му дал на Кежаровски пари, овој момент ќе те пуштам. И судијата молчи како ништо да не се случило. Замислете во судница, сите ние чудо невидени од целата таа ситуација. Судијата е нем сведок на целата работа. Значи, во ова денешно време, обвинителот е алфа и омега во судницата. Тој е господар. И например, има уште нешто, сакав да споменам, како може да се чувствува некој дека е жртва на реизбор, нели, ако го смени. Замислете, имаше еден случај
суди од основниот суд, од кривичниот суд, кои што напишале прирачник за меркопределување притвор. Ми го продолжуваа притворот како од шега. Зарем тој така го напиша? И сега кога се разминуваме по градов и ја веднат главата, не треба да ја ведна сега главата. Сега треба исправен да дојде да каже. Знаете колку луѓе сега ми приоѓаат и ми вели, кои што биле некако вклучени во разни случаи, извини, ние моравме, знаеш, деца имаме да раниме. Зарем јас немав дете? Зарем ние кои што бевме оштетени во стотици случаи немавме деца дома? Знаете како велат, извини, ја морав да пресунам така, па дома морам деца имам. Како тоа е? Зарем тоа ќе поминеме преку тој факт? Тоа се докази кои што треба да се употребат во преоценување на професионалноста на тие суди и во интегритетот на суди. И уште нешто сакав. Токму таа обвинителка која што беше во нашиот случај, беше во X други случаи, од 10 случаи таа има 9 со предзнак политички монтирани случаи. Значи, таа обвинителка беше вклучена во дузина случаи. Замислете, таа обвинителка преку ноќ од обвинителството за гонење на организиран криминал замина во специјалното обвинителство. Како јас да имам целосна доверба во специјалното јавно обвинителство? Утре треба да ме повикаат мене, например, за случајот Младенов. Истата обвинителка ќе ме сослушува. Не знам тоа. Зенделе? Да, добро. Првим би сакала малку да се навратам во начинот на кој ќе се изврши прочистувањето во судството. Мислам дека може да послужи посебен закон како што е направено во Албанија, да се формира све, да се објасни што треба да се постигне и на крај не е ништо ново во секој закон од сите општествени сфери, постои во завршните одредби се формира некој совет, комисија кој што ќе се грижи за практичната примена на законот. И во овој случај може значи да ја употребиме праксата од другите закони, првине законот со сите одредби субстанцијални и на крај како ќе се применува и кој ќе врши надзор врз начинот на примена на тој закон. Ако се согласуваме дека судскиот совет тоа го врши тој надзор. Не се формира и ад хок тело според сите закони. Ние имаме орган. Тоа не е министерство. Да. Секретаријат, порано се викаше за законодавство, организација, кој што го врши точно мониторирањето на извршување на законите. А добро, некои, например, инспекцијски органи, зашто да вршат инспекцијски? Да видат како ќе се примени законот во пракса. Не има огласување инспектор. Не, инспекторот нема такво огласување. Не може, да се... Меѓутоа, се извинувам, тоа што вие велите, што правите споредба со Албанија, тамо прво еден дел од судиите им беше дадена можност сами да се повлечат. Да. Да се повлечат сами, што тоа на крај значи, ја не знам. Меѓутоа, самото повлекување, ако тие сториле некое дело, мислам дека не влева доверба во понатамошната изградба на независноста и непристрасноста. Значи, треба на некој начин да се врши одредена оценка и ова што го спомна колегата Трпеновски, да таја оценка биде од таков карактер да го убеди и тој судија дека тој треба да си оди. Тоа е идејата на целата оваа разврска. Добро, и мислам дека ако премногу водиме сметка за тоа како ќе се чувствуваат сменетите и изменетите судии, ја мислам дека како правници пред се повеќе треба да водиме сметка како се чувствуваат невините луѓе кои што лежат во затвор поради неправедните одлуки, низ неправични постапки на токму тие судии. Јас некако верувам во некоја Божја правда и мислам дека тоа ги наоѓа на крајот сите. Како правници, барем повеќе треба да се грижиме за невините луѓе во затвор, отколку за тоа како ќе се чувствуваат тие што делат неправда. Може ли нешто во врска со ова? Само сакам малку сега со професорката од Соединетите Американски држави, од Флорида, Универзитетот Флорида.
Госпоѓо Маклафлан, вие ги немате овие проблеми во вашиот правосуден систем. Чувствувате ли дека ова општество овде во Македонија може да оди кон подобро сега? Вие пратите дебатата и мислам дека имате чувство за тоа што се случува, веќе сте неколку месеци во Македонија. Ќе ве замолам само микрофонот, да. Well, thank you very much for многу за поканата. Ова е многу важна тема. Овде сум како професор за уставно право. Ова прашање за независно судство е едно од причините за кои се крена револуцијата против кралот и во нашата наведено и во нашиот устав заради што сме се бореле во таа војна. Да, ставете ја. И нашата доверба во владењето на правото и во судството е навистина основа на остатокот на нашето владење на владата. А остатокот е вториот на вашето прашање? Општеството во Македонија можеме да дали Македонија може да оди кон подобрување на општествениот систем? Како чувствувате? Македонија step forward and advance towards the independent judiciary. How do you feel about this? What is your opinion? Yes. So as our framers were looking at our constitution, how are we going to select the judges? And then how are we going to make sure that they can be independent? So there are institutional работи кои што може да се направат за да се обезбеди независноста. Како го правиме тоа ние во САД? На федерално ниво нашите суди се избрани од претседателот и се потврдени од Сенатот и ова е многу политички процес, како што гледаме, кој видовме во неодамнешниот назначување каде што Обама ја смени, а Сенатот потоа не реагираше на ова и новиот Сенат избра друго именување од претседателот Трамп, друго лице. Не е баш можно да се тргне политиката од избирањето, но како ја обезбедуваме независноста? Во нашите членови на Уставот е обезбеден 10 годишен мандат и судиите можат да се сменат само со импичмент. Исто така нивните плати не може да се намалат штом стапат на функција. Штом го поминеме политичкиот процес, има и уставни одредби кои што обезбедуваат да се независни. И тие не може да се отстранат од страна на политичарите. Знам дека не сакате да зборувате за политичката ситуација, но сепак ќе ве прашам кога тука некој од новата власт, на пример, би ве прашал за совет, како да го изврши тој избор на судии, што вие би му препорачал? The new judges should be elected. What would you recommend to them, to this person? I would probably have to study more as far as the political system here is concerned. I mentioned the federal level, our selection process, but actually in our 50 states, избирањето, но во нашите 50 држави имаме различни начини за формати. Некои врховни судови ги бират судиите, некои ги бират на некои видови на избори, некои од државите имаат некој вид копија на федералниот систем и некои исто така има избор според заслуги, каде што се прават номинации
и владата бира од тој список, а потоа се гласа дали тие членови да се сменат. За тоа какви суди се избрани, има различни методологии, а кој систем произведува најдобри видови на суди и како се однесуваат судиите кога се во судот, исто така се оценува. Има многу студии за ова и не е баш прецизно која е најдобра методологија. Сите произведуваат разни видови суди, што се однесува до бекграундот и другите квалификации. Знаеме дека во САД partisan elections tend to produce more diverse group as far as gender and ethnicity, as far as their background. Според заслугите прават поразновидни избори. Има некои загрижености околу во моментов за финансирањето, бидејќи некои од кампањите за врховни суди се премногу скапи, не знаеме од каде се фондовите и има некои загрижености во врска со судските изборот на суди во САД. Верувате дека прашањето на кампањите и финансирањето на кампањите е исто така огромно прашање во Македонија, меѓутоа никако да стигне на дневен ред. За сега ви благодарам за овој одговор, ќе се вклучиме подоцна повторно со вас. Сега одиме на малце реклами и се враќаме со дебатата. Повторно во студиото на 24 е отворено тема правосудниот систем во Република Македонија, како понатаму, дали може да се реформира. Наши гости Николовска, Трпеновски, Зендели и Кежаровски и се разбира нашата гостинка од Соединетите Американски држави. Во овој момент ги отварам прашањата на публиката и имаме студенти од ФОН и од некои други универзитети. Би ве замолил да почнеме со вас. Добра вечер на сите. Јас сум Мартина Матеска, студент на правен факултет при ФУН универзитет. По однос на денешната тема правосуден систем во Република Македонија, имам две прашања кои што се однесуваат на гостите на вечерашната дебата. Првото мое прашање се однесува на механизми кои што ќе се применат или би се примениле и дали постојат такви механизми кои што ќе се применат во моментот кога ќе настане реизбор на судскиот систем, како прв чекор кој што води кон департизација на судството. И второто мое прашање се однесува на Судскиот совет на Република Македонија, кој и дали воопшто постои тело кој што врши контрола врз Судскиот совет на Република Македонија. Тие се моите две прашања. Да. Благодарам. Првото, баш до крај не го сватив, дали постојат механизми? Дали постојат механизми кои што всушност ќе спречат идно влијание на политиката врз судскиот систем во Република Македонија, бидејќи нели ќе имаме чекори кои што ќе водат кон департизација на судскиот систем. Значи, како да биде тоа во иднина, така е, добро. Како ќе биде тоа во иднина и второто е во однос на судскиот совет на Република Македонија. Добро, значи како да спречиме новата влада или новата власт да го партизира судството под овој Значи механизми постојат. Тоа се услови во оној дел кој што зборува за услови кои што треба да бидат исполнети за некој кандидат да стане судија. Прашањето колку се тие услови, да речам, во дадената ситуација цврсти, колку тие услови гарантираат една независна состојба во судството е друго прашање. Можам само да кажам дека Академијата за суди и јавни обвинители, која што во суштина лиферува кадри за суди и јавни обвинители, доставува една листа на тие кандидати кои што покажале одреден успех додека посетувале таа академија. И тој успех
на кандидатите оди под 1, 2, 3 редослед и тој се доставува до судскиот совет. Судскиот совет во дадената ситуација он не врши избор, он врши номинирање на првиот кандидат од листата. Ако не е првиот, ако не сака или ако се повлече, тогаш има обврска да оди на вториот, на третиот и така натаму. Значи, тука е нешто кое што мора да се промени во смисла да се оценува вистински неговата професионалност и квалитет како правник за да обавува судска функција. Втора работа што исто така треба да се промени е правосудниот испит. Денеска правосудниот испит е на ниво на не знам, мислам дека не е ни на ниво на испит на факултет посериозен. Одговорите нити се усмени, нити се писмени во онаа смисла во која што мислам дека треба писмен одговор да биде, освен тоа што они штиклираат во тие коцките што се покрај секое прашање, дали е точен одговорот, дали не е точен одговорот. Значи, таков испит правосуден секако дека не доведува до квалитет на судии кои, знаете што, ако некоја личност е по квалитет таква да има знаење, предпоставка е дека на таа личност не може да се врши влијание. И во најголем број случаи на тие судии никој пат не можело да се врши влијание. Јас сум била судија години поред, ја можам слободно да ви кажам дека немало политичар да се јави на судија да каже вака или така да одлучува. Интегритетот на личноста е исто така многу битен. Сегашните тестови за интегритет исто така мислам дека треба да се сменат, заради тоа што се од таков тип да не ја доловува вистинската личност во делот на потребниот интегритет за обавување на судиската функција. Да ставиме малку простори за другите дискутанти. Не, после ќе одиме на второто прашање. Значи, како да спречиме некој нов иден политички монструм да стави капа врз целото судство? Па јас мислам дека треба да се створи амбиент, да политиката, како што и рече Заев, треба да ги трне ръцете од правосудството и треба да го остави правосудството да биде стварно, независно и да нема влијание од извршната власт. Меѓутоа, кои се сега некои критериуми? И сега има објективни критериуми, кои што ги цени судскиот совет, за да поведе постапка за евентуално разрешување како нестручен или неквалитетен. Тоа е во колку има 20 преправени пресуди или во колку има 30 укинати пресуди. Меѓутоа, сега прашањето дали и оценката која што ја врши сега судскиот совет е квалитетен за да може да ги цени, да го цени квалитетот на судија на Врховен суд или судија на апелациони суд, а тој дошол од основниот суд без искуство и без знаење за да може практично да ги коригира судите од повисокиот суд. Мислам јас досега беше поставено така за да не може практично да се објективно цени квалитетот на работата, бидејќи и во судството дојде случајни луѓе, кои што остана носители на највисоката судска функција во Врховниот суд, а нито еден ден не поминале во пониските судови. Судската професија се учи уште од почетокот. Приправник, па стручен соработник, па судија на основен суд, каде што се предвидени и сега колку години треба да помине во понискиот суд, тоа е 4 години, или 6 години да помине во апелациониот суд за да биде избран во Врховниот суд. Меѓутоа, ако и вакви критериуми се утврдени, а не ги почитуваме, и во тоа е суштината од каде што практично доважаме до заклучок дека судството е такво каде што квалитетот
последно се респектира, него прво се цени неговата политичка припадност и неговата послушност, која што сметам оти е најлошото кај човекот кој што се зафатил да ја врши правосудната функција. Би додал само уште една работа. И при изборот на членовите на судскиот совет имаме истата ситуација. Доважат луѓе кои што немат искуство и доважат луѓе кои што не може да го осетат судството. Према тоа, ако судскиот совет е тој кој што ги избера судовите, а таму ситуацијата е потполно иста како во судовите, и затоа ние имаме една генеза каде што практично имаме неквалитет од Основниот суд па до Врховниот суд на Република Македонија. Добро. Мартина, задоволна си од одговорите? Ако знаењето е критериумот за тоа дека не може да се влијае врз судија, ако е тој доволно морална личност, ако судијата има доволно знаење и искуство и чест, и ако ги исполнува сите тие стандарди кои што всушност се предвидени со и меѓународни документи и со документи на домашното законодавство, тогаш се поставува прашањето зошто сепак постои партизирано судство, иако има случаи кои што каде што имаме суди кои што важат за лица кои што имаат големо знаење, големо искуство и така натаму, сепак подлегнуваат на ваквите политички притисоци. Добро, ајде можеме со Кежеровски. Зошто подлегнуваат на тие притисоци, а имаат знаење? Значи, дали се лакоми, дали се што е работата? Па не знам дали подлегнуваат на притисок од... Јас сметам дека сепак е тоа до карактерот со Мартина. Да, дека тоа е до карактерот на судијата. Кај нас во случајот, во моментот кога влегов, тогаш се уште беше поној стариот закон и се уште беше истражен судија. Кога влегов кај истражниот судија, во сушност беше истражна судијка, кога влегов кајде јас знаев дека ќе одам во притвор. И јас тоа го кажав. Знаете зошто знаев? Неколку години претходно јас имав кај мене документ и ја молев да го коментира се тој документ. Во 2006 година, после смената на власта, значи после доаѓањето на ВМРО ДПМН, истражната судика, која што кај нас беше во постапката, му пишува на премиерот, на господинот Груевски, му пишува писмо во кое што го насловува: господине Груевски, вие сте најдобар, вие сте најумен, вие сте најубав и сите тие работи, и во прилог на писмото му прави досие на 20 на судии, кои што според нејзе не се политички подобни и не би требало да работат во судовите. Тоа го пишува во октомври 2006, во февруари 2007 таа станува судија. Без апсолутно никакво искуство. Значи од адвокат директно во судија. Познавајќи ја претходно како адвокат, беше со скромен учинок. И сега од еден скромен правник не можете да станете вие екстра судија, вие можете да станете просочен или подпросечен судија, и ја би рекол дури послушен судија. Знаете како, има механизми кои што сметам дека имаме капацитет да направиме реизбор во судството и дека сето тоа ќе биде правилно направено. Во спротивно, доколку и ова ни помине туку така, само колку да се рече нешто, доколку овие сторители на сериозни кривични дела останат неказнети, тогаш можем слободно да кажем како држава отидовме во бестрага. На крајот на криштата, ако се помине така како што неказнети и сите тие работи, каков печаток ќе остават овој случај на вас, помладата генерација? Знаете што сметам, ќе ви остави печаток дека сите тогаш ќе се втурнете во политиката за да бидете условно недопирливи во целава оваа работа, или да имате еден свој човек во политичките кругови и тој да ви биде вас заштитник. На неказнивост и на успешност, доколку ние сме... Сметам дека имаме сериозни, имаме капацитет за да го направиме овој реизбор на суди и дека сето тоа би поминало во еден идеален ред. Во колку се повтори нечие тефтерче, тогаш не знам што би се случило. Би се случило крах. Добро, во контекст на ова,
Имаме прашање на Facebook од Весна Крстич. Овие 10 години сме сведоци на нарачани пресуди. Постои ли шанса за ревизија на предметите во услови кога има завршени постапки од основен и апелацијски суд? Зендели, потребно ли е ревизија на доста постапки кои што беа окарактеризирани како контроверзни во најмала рака, да не речеме политички нарачани или мотивирани? Добро, ако странките кои што се засегнати со тие случаи имаат нови докази, правото на предлагање докази никогаш не престанува во кривичната постапка и мислам дека може да се пресуди уште еднаш за тие предмети, ако имаат нови докази со кои што ќе докажат дека состојбата не била како што е досудено со правосилна пресуда, туку треба да се досуди поинаку. Инаку би сакала малку да се надоврзам и на прашањето на студентката овде. Мислам дека самиот чин на реизбор на судиите, ајде да не го нарекуваме генерален реизбор, самиот чин на реизбор на судиите ќе делува како генерална превенција во иднина судиите да не се однесуваат како што се однесувале досега. И јас, особено после 27 април, слушам разни новинари по разни студии кои што јавно се искажуваат дека работата ќе продолжиме да ја работиме како што ја работевме досега. И на идната власт му посочуваат дека доколку и вие ги правите истите грешки, ние ќе бидеме овде за да информираме праведно и фер, и тоа го правиме поради граѓаните, поради нашите гледачи, не поради политиката или поради нас самите. Затоа мислам дека самиот чин на исчистување или одговарање, сносење одговорност од одредени лица, било тоа да се и суди, и членови на судски совет, и јавни обвинители, и било кој, само по себе ќе делува во иднина луѓето кои ќе се најдат во тие позиции, како што кажа господинот Кежаровски, да најдат некои врски со одредени луѓе од власта, да помислат најмалку два пати дали да се спуштат во сомнителни сделки или да се воздржат. Добро. Мартина, ако заврши со твоите прашања, те молам микрофонот. Однос на судскиот за судскиот совет, да. Беше кој врши контрола врз судскиот совет на Република Македонија? Судскиот совет е веројатно единствен орган врз кој што нема контрола на негова работа од страна на некој друг орган во смисла на вистинска контрола. Он има обврска според законот да достави извештај за својата работа пред парламентот, собранието, и фактички искуството покажува дека многу малку се дискутира по однос на таквите извештаи. Колку е таа контрола ефикасна е друго прашање. Моје лично мислење е дека таа контрола воопшто не е ефикасна и уште една работа, освен оние членови на судскиот совет кои што се избрани од страна на парламентот, тие можат да сносат одговорност на некој начин во делот на разрешување, бидејќи парламентот ги избира и ги разрешува. По однос на другите кои што се судии е постапката поинаква и тој парламент не може фактички да ги разреши овие судии кои што се членови на судскиот совет. Тоа е една друга постапка која што не е соодветна на ова за кое што вие барате контрола на работата на судскиот совет. Во моментот сега има една, да речам, постапка во делот на оценување на транспарентноста, ефикасноста и отчетноста на судскиот совет и има неколку конференции. Тие се јавни конференции, во колку сте заинтересирани, можете да дојдете, да слушате и да видите или соберете некои други знаења во оваа насока. Благодарам, да оставиме простори за другите студенти. Повелете, да, во редот. Ви благодарам. Здраво, јас сум Петар Стојановиќ и ме интересира дали ќе има строги санкции за насилниците во собранието, затоа што повеќето се товарат за полесни кривични дела, има и неколку двајца, мислам, за обид за убиство. Добро. Од кого би сакале да добиете одговор вака? Па,
Ете од поранешниот судија. Секако дека ќе има санкции и секако дека постапки како што барем гледаме се зголемуваат. Во почетокот се тргна со учество во толпа, сега малце се прошируваат и јас се надевам дека до завршувањето на истрагата во врска со целиот случај, ние уште ќе слушнеме работи и ќе има уште одредени постапки против одредени лица кои што таму учествувале за други кривични дела, освен за овие кои што еве слушаме дека се води истрага и се евентуално да се покрене обвинение. Добро, може и поранешниот обвинител да каже за ова, бидејќи имаше многу елементи до сега. Јас мислам дека јавното обвинителство почна со најлесните квалификации, а практично и не можеше поинако да постапи. Меѓутоа, материјалот кој што сега е понуден пред јавниот обвинител, а и Министерството за внатрешни работи, дава доволно докази и за друга категорија на кривични дела, каде што е поголема штетната последица. Меѓутоа, мислам, треба целокупниот настан на 27 април да се гледа како еден атак врз парламентарниот живот, врз демократијата, каде што и како штетни последици имавме тешки телесни повреди, обид за убиство, а најосновно е нарушување на човековите права, правото на слобода, правото на живот. Која категорија на кривични дела? Ево сега имаме ново кривично дело обид на убиство. Тука се трна од последицата практично, али мора да биде присутен и субјективниот елемент. Субјективен елемент е што сака сторителот на кривичното дело, која последица да настапи. Тоа е скриено во него. Меѓутоа, има објективни моменти кои што ќе дојдат до заклучок каква е неговиот субјективен однос према последицата. Прво, ако е применето средство кое што е подобно да телото тешко го повреди или го наруши или да го лиши од живот, и ако е лоцирана, ударот е лоциран на витален дел од човекот, односно од оштетениот, тогаш нормално се доваѓа до заклучок дека намерата нема му е да предизвика поголема штетна последица. И затоа сега со вториот случај, каде што се обвинети за обид на убиство, има докази каде што замавнува со предмет кој што е подобен да го оштети и е ударот усмерен во главата. Што значи? Субјективниот елемент ни со овие објективни работи ќе се извлечи. Меѓутоа се постава прашање до каде може да се оди. Ако одиме ние сега да ги бареме директните сторители на кривично дело, ќе ни помогнат нас фотографите. Меѓутоа, што е со организаторите? Која беше пораката со овие немири од 27 април? Која беше крајната цел? И крајно, дали станува збор за некоја спонтанност или не? Јас би рекол дека, ако ние прифатиме дека била спонтана реакцијата, практично сами себе се лажиме. Спонтани реакции има тогаш кога лицето кој што протестира и бара нешто не го крија сопствениот идентитет. А лице кој што влегува со качулка, тој е сигурно спремен да преземе некое действие кое што е противправно и на тој начин се обезбедува да не биде идентификуван, односно да не трпи некоја последица по себе. Тоа мене ми зборува дека станува збор за организиран напад, каде што е припремен, со цел да се постигне покрај другото и некоја политичка цел. И сега, дали може да одговарат само тие кои што надворе што вршеле притисак? Јас мислам не. Треба да се применат и одредбите за помагање, потикнување, како се извршители на кривично дело. Во одредбата за помагање има точно каде што вели. Помагањето значи давање помош на извршителот при извршувањето на кривичното дело, понатака прикривање на трагите за да не биде откриан, али една тврда одредба каде што вели помагање се смета и отклонување на пречките за да може да се изврши кривично дело. Тука е она кое што овие неколку дена ние разговараме. Кој ги отвори вратите? Тој што ја отвори вратата практично е помагач
каде што ги отстранува пречките за да може да влезе толпата и да го изврши кривичното дело. Така да има една широка лепеза на кривични дела. Сега има и предлози дека има и кривични дела од така наречени политички кривични дела. Поната тероризам или некои други. Ми само тие не би требало сега да бидат офатени затоа што треба прво кривичното дело лишување од слобода, со тоа што не му дозволи на противниците да излезат, а лишување на слобода кривично дело има и во колку му го смениш правецот на движењето спротивно на неговата волја, а не да ја затвориш вратата да не може да побара помош од надворешните лица. Така да јас мислам дека ово станува една црна дамка на демократијата во Македонија, каде што долго време ние ќе се занимаваме и ќе имаме потешки кривични дела, а сторителите на кривични дела, јас мислам, тук ќе осетат правдата, односно ќе осетат реперкусиите од правдата. Може да се залечи само ако правдата реагира навремено и објективно. Јас мислам, оти почна веќе да се создава атмосфера каде што ќе имаме ние поголема објективност во утврдувањето на кривицата. Повели Кежаровски и Зендели, добро? Јас би сакал само накусо... Кратко ве молам. Би сакал да обрнаме, мислам да насочам вниманието на една друга страна, наспроти сето ова елаборирање од страна на господина Трпеновски. Јас се речам, ние треба внимателно да го следиме и случувањето околу нели овие постапки, само заради тоа што не треба да ја занемариме улогата на претседателот Иманов. Овие денови во јавноста за честија притисоците, партиските притисоци, заради тоа што наводно тие биле оставени сега на цедило од пратениците или од ово или од оној. Мислам дека треба да внимаваме сега на улогата на претседателот Иманов, како тој ќе изреагира и да не исклучуваме неговата ајде би рекол одлучност да ги помилува, но ќе да оставиме на времето да видиме како ќе покаже сите тие. Јас дури сум во некои работи сум скептик дека некој од овие ќе биде осуден, можеби ќе биде 1-2, меѓутоа главните организаторите, поттикнувачите на целото ова насилство, сметам дека нема да бидат никој пат истерани. Јас мислам дека не можеме да се криеме позади тоа дека не можеме да ги најдеме или да ги докажеме организаторите и ај сега да не ги уапсиме извршителите, директните извршители. Тоа не е воопшто фер и не е во ред спрема жртвите. Директните извршители за кои што постојат снимки, докази мора да се казнат. И сега друга е постапката дали ќе се најдат организаторите, поттикнувачите, пошто помагачите се знаат и се гледаат по одредени снимки, како што кажа и поранешниот обвинител. Но не може сега на име на организаторите и поттикнувачите да ги ослободиме директните извршители, бидејќи добра одговорност сносат двете страни. Но сепак тие што ги имаме, тие мора да се казнуваат. И што се однесува до делото, најтешкото дело кое што за кое што сите сме сведоци, обидот за убиство на пратеникот Зијадин Селја, ја мислам дека таму може да се оди и погоре ако се докаже дека тоа е обид за убиство по порачка. Убиството по порачка е квалифицирано убиство за кое што казната е најмалку 10 години и може да се квалификува дури и потешко отколку обид за обично убиство. Да, ама тој случај ќе се бара и нарачателот, така? Да. Добро, друго прашање на публиката, тука сега ќе ви подадам микрофон. Сакате уште нешто? Повели? Добро вечер на сите. Ме интересира дали мислите дека и адвокатската фела треба да подлежи на низа проверки, бидејќи сме сведоци дека голем дел од случајите на СЈО еден исти адвокат е бранител на истите. Добро, не го слушам. Тоа што еден ист адвокат не може да биде основ за некаква одговорност. Меѓутоа, она претходно јас кажав дека со оглед на тоа да зборуваме за правосудство, станува збор и
исто така за одговорност одредена и кај адвокатите, и кај извршителите, и кај нотарите, како кај судиите и обвинителите. Зависи само во која констелација и како може таа одговорност да се лоцира. Има многу зборувања дека има спрега адвокати судии, адвокати обвинители. Сето тоа е нешто кое што укажува на потреба да и овие елементи се испитуваат. Има и една друга работа, да не може еден адвокат да брани повеќе луѓе во иста постапка. Затоа што во колку дојде до конфликт помеѓу одбраната на едниот и другиот, мора да застапува друг адвокат, затоа што не може адвокатот да прифати две вистини. Една е вистината. Така да и законот за кривична постапка предвидува дека е лимитиран еден адвокат за да брани повеќе лица. Него може само еден или двајца кои што практично му е иста одбраната, во колку не се разликува од другите кои што ги брани. Али сепак спрегата меѓу судиите и адвокатите е присутна и затоа адвокатот многу непријатно се чувствува кога ќе дојде странка и кога ќе опраша што мислите вие за мојот случај, ако му кажува адвокатот како е по законот, а свесен е дека законот е второстепен во одредени ситуации, него спрегата помеѓу адвокатот или друга личност со судијата е пресудно за одлучувањето во конкретниот предмет. Мислам, се губи авторитетот и на адвокатурата како адвокатура, судот се доведува во една подредена ситуација од политиката или пак од некои желби кои што се, мислам, неспојиви со вршењето на функцијата материјален интерес или некој други статусен интерес. Добро, ви благодарам. Последно прашање што не го отворивме вечерва, што може би требаше, што станува со мандатот на СЈО? Има ли шанси тој да се продолжи? Клендели? Добро, одредбите на законот важат 5 години. Обвинителката Катица Јанева има мандат од 4 години, а време за подготвување на обвинителен акт има 18 месеци. 18 месеци, да, може лесно да се претворат во 4 години, колку што таа има мандат, ако се има политичка волја. Двотретинско мнозинство? Двотретинско мнозинство. Сигурно ќе треба некој нов договор меѓу политичките сили за да се продолжи. Добро, може ли, очекуваме ли до истекот на мандатот до јуни, значи уште 15 на 20 дена, дека сега ќе удри форца специјалното јавно обвинителство? Сега за сите отворени истраги, за да покрене обвиненија, како би можело да понатаму поднесе да за сите покренати истраги обвиненија, малку е преоптимистички да размислуваме и да кажеме така, но за некој не се исклучува можноста, особено ако се гледа, ако се чувствува мало ослободување на судскиот систем по последните некои движења кои што се случија, например, еве со Зијадин Села квалификација како обид за убиство или она замрзнување на имотот на Сејат Кочан, можно е да има нешто, некои обвинителни акти, но да се случи големо чудо и за сите истраги, да има обвинителен акт, на тоа мене не ми се верува. Дај Боже да се случи. Дали ни е потребно специјално јавно обвинителство ако имаме јавно обвинителство кое што функционира ослободено од политички стеги? Бидејќи ние видовме дека во СЈО има луѓе што дојдоа од јавно обвинителство, а сепак знаат да работат и независно и непристрасно. Мислам дека не, ако имавме добро јавно обвинителство, ќе немаше потреба за специјално. Тоа значи дека проблемот со премостување на овој проблем со мандатот може да оди преку јавното обвинителство? Може. Според мене може евентуално преку специјално оделение во рамките на основниот суд, ако евентуално може тоа да се изнајде за да нема уставни промени, него само во рамките на кривичниот суд има специјално оделение за гонење на организиран криминал. Ама тоа е по однос на судските постапки, ова е по однос на истрагата и обвиненијата. Тоа што ќе заврши специјалното јавно обвинителство со мандатот од 18 месеци, не значи дека другите дела што произлегуваат од прислушкуваните разговори можат да застарат или воопшто да не бидат третирани. Напротив, тие мора и понатаму да бидат третирани од страна на обвинителството и треба да има истрага за нив. Така да не може да стане збор за некакво минирање на
генералната обврска на работа на обвинителството во гонење на кривичните дела и во истрагите кои што е во обврска да ги направи. Тука има и еден други момент ке јавното обвинителство, тргајќи од организацијата на обвинителството, кој што е нормално е различито од судот. Основен принцип во работа на јавно обвинителство е хиерархиска субординација. Што значи, во име на првиот човек во јавното обвинителство се презема сите действија, а некако ќе судите самиот судија оцени фактичката положба и го применува законот. И сега сме во ситуација каде што треба да настават промени во јавното обвинителство и преоценка на квалитетот на работата на јавните обвинители. Во колку дојде до промена на државниот јавен обвинител, и ако дојде човек кој што навистина има морален кредибилитет, има стручно знаење и желба да работи по закон, ми самото проблемите ќе бидат решени така како што сите очекуваме. Затоа што првиот човек во јавното обвинителство е тој кој што ќе диктира како понатака ќе се одвија работата во јавното обвинителство. Ќе бидат издадени случаеви кои што досега се ставени во ФИОК-а, ќе има преоценка на некои случаеви кои што завршиле негативно и така да јавното обвинителство ќе преземе и она проблематика која што не може да ја заврши специјалното јавно обвинителство, може тој да понесе обвинение, бидејќи јавно обвинителската организација е единствена која што работи врз исти принципи. Специјалното јавно обвинителство ќе продолжи со истражните предмети, лимитот му е поминат за поднесување само на обвиненија до судот, меѓутоа тие материјали кои што се готови ќе ги преземе редовниот јавен обвинител и ќе поднесе обвинение. Со кои што може да функционира. Добро, веќе е 10 часот и 7 минути, надминавме дел од дебатата, да ги видиме вечерашните поенти. Мислам дека е време веќе во Македонија да почне да се преоценува работата на судиите, па и изборот на судиите, не само заради тоа што се случи тоа што се случи, туку заради тоа што навистина постои потреба тоа да се направи. Не барам реваншизам, само барам еднаков третман. Ако постапката на обвинителот во мојот случај или во низа случаи како мојот беше да не апсат од дома, да не приведуваат со камери, со ова, со она. Знаете како е? Се чувствувам не понижено, него како граѓанин од втор ред. Мора да се раздели дневната политика од судскиот систем, инаку ќе останем, инаку подобро да ги нема овие судови. Подобро сите лица кои што сторуваат кривични дела, каде што е вмешана политиката, да се судат од некој друг орган, а не од постоечките судови. Судството и во обвинителството, не ги здовам, има каде кои што навистина покажа дека си е сакат професијата, го знаат правото, меѓутоа беа покријани со влијанието на политиката, односно на извршната власт. Да, почитувани панелисти, ви благодарам што бевте гости вечерва на 24 отворено. Почитувана публико, аплауз за вас и аплауз за нашите гости. Ако јас нема правдата, што ли се тогаш кралевствата, што ли се тогаш државите, освен големи територии за разбойниците? Да не дозволиме тоа да и се случи на Македонија. Пријатна вечер.